Во овој прв дел, како што видовте, имаме цела една екипа на млади гости со кои што и ќе разговараме, но не во студиото. И нема јас да разговарам. Јас само ќе најавам, баш водителска една функција во овој момент. Наспроти проблемите со кои секојдневно се соочуваат лицата со попречености во Македонија, особено имајќи го на ум и бојкотот на наставата кој што се случуваше во гостиварското училиште Единство, само затоа што таму учи пак 11 годишната Ембла Адеми, која е со Даунов синдром, сега ние во Општинската организација на Црвен крст во Карпош ви носиме една сосема поразлична приказна, имено веќе 12 години функционира проектот Хуманко, воден единствено од волонтери кои едуцираат лица со попречености. И да, името морам да признам дека многу ми се допаѓа. Хуманко, некако толку убаво звучи. Овие волонтери единствено од донации кои најчесто самите ги наоѓаат, прават активности со нив, но и ги носат на одмори, но исто така пак и на прошетки надвор од земјава. Од терен пак, од Карпош, доколку веќе сме во можност, го вклучуваме колегата Александар Тодески. Одлично, јас веќе го гледам, кој ќе разговара со волонтерките Ангела, Леа и Теодора и со еден од учесниците во проектот Александар, ама јас повеќе нема да откривам. Александар, добро утро. Добро утро, Огнен. Како што кажа и ти, јас имам задоволство овде да имам 3 гостинки и еден гостин. Во Црвениот крст Карпош веќе 13 години, морам да те исправам, бидејќи и мене ме исправија само што влегов тука. 13 години се одвива проектот Хуманко, за кој што ќе разговараме повеќе со гостинките, но пред тоа предлагам да го видиме видеото кое што го имаат подготвено. Кратко ќе биде, потоа продолжуваме со гостите. Некојаш е тешко да се остави добар впечаток со луѓето. За некои луѓе, мисли да ги запознаеме, потребно е да поминува повеќе време со него. Повотрете ќе врестечкиот на лицата со попреченост. Го подавам ова видео, да барем малку да не запознаете нас. Здраво, јас сум Александар и живеам во Скопје. Здраво, јас сум Петар. Здраво, јас сум Јована и живеам во Скопје. Здраво, детички, јас сум Давид. Здраво, јас сум Леон. Здраво, јас сум Марти. Живеам во Скопје. Здраво, јас сум Бојан. Здраво, јас сум Јана и живеам во Скопје. Здраво, јас сум Ѓорѓи и живеам во Скопје. Здраво, јас сум Симон, живеам во Скопје. Здраво, јас сум Иво, живеам во Скопје. Здраво, јас сум Стефан. Здраво, јас сум Стефан. Здраво, јас сум Тамара. Здраво, јас сум Милена. Живеам во Скопје. Многу сакам да играм и да пеам. Ги знам сите песни. Главен сум на секоја забава. Работен сум, сакам нешто ново да научам, се дружам и пеам. И јас работам, ако имам слободно време, се вклучувам на активностите на Црвен крст. На Црвен крст се дружиме, играме, пееме, учиме, шетаме, помагаме, запознаваме нови луѓе. Не сме спречени да го искажеме, да го правиме тоа што го сакаме. Таму сите знаат дека сите сме исти. Луѓето сега не треба да знаат дека сме сите исти, дека сме сите деца, дека сме еднакви и сите сме вредни. Сите ние сме способни да шириме среќа, да даруваме насмевки, да споделуваме топли прегратки. Да бидеме слободни, среќни, со тоа што сме. На секого треба да му се даде шанса, да покаже што знае и колку може. Јас ги можам истите работи, кои ги можеш ти. Да играм фудбал, да бидам сликар, да бидам пејач. Ние сме уникати, желни сме за љубов и почит. Јас знам да чертам, да пишувам. Јас работам. Јас знам да пеам и да играм. Јас знам математика. Правам убаво кафе. Сакам да се гушкам, да се радувам, да сум прифатен, еднакво третирам.
Одовде носиме една поинаква позитивна приказна, како што можевме да видиме и од видеото. Со мене веќе е подготвена волонтерката на Општинската организација Карпош Ангела Јордановска, со која што ќе го почнеме разговорот, а потоа ќе продолжиме и со другите. Ангела, добро утро. Колку волонтери се вклучени во овој проект? Во овој проект се вклучени 20 волонтери, со тоа што во текот на годините се поминати многу голема бројка на волонтери. Волонтерите се поделени во проширен тим, односно тим за имплементација на проектот Хуманко. Тие волонтери се волонтерите всушност кои што се вклучени во целиот процес директно на организација и реализација на активностите, додека имаме и 7 волонтери или стручни лица кои што се координативно консултативна поддршка на проектот Хуманко. Имаме стручни лица, психолог, социјален работник, дефектолог, оделенски професор и родители на целната група и на волонтерите кои што кажуваат своje мислење за активностите со цел поуспешно работење на проектот Хуманко. Колку лица со попречено се вклучени во овој проект? Во овој проект, целната група на проектот е всушност деца и млади со попреченост, меѓутоа има и деца и млади од социјално загрозени семејства, деца и млади со потешкоти во учењето и деца и млади од еднородителски семејства. Иако низ текот на годините се поминати голем број деца, во моментов целната група брои 44 лица. Што проектот Хуманко значи за овие лица, бидејќи вие сте цело време со нив, па мислам дека би можеле да ни кажете малце повеќе во овој. Проектот Хуманко најпрво значи излегување од секојдневието на децата, потоа унапредување на моралниот, културниот, физичкиот развој на децата со сите активности, надградување на знаењата, развивање на разни секојдневни вештини кои што се потребни за секојдневието, развивање на разни способности како комуникативни, подигнување на еколошката свест кај лицата, дополнително овозможување на една средина каде што лицата може да се чувствуваат прифатено, да ги изразат своите потенцијали целосно и безбедно да се изразат себе си и своите потреби. Ангела, ти веќе спомена дека имате неколку активности. Кои се активности се вклучени во овој проект? Како се одвиваат? Дали се одвиваат тука? Ќе може да ни кажеш малце повеќе? Добро. Значи, најпрво имаме активности за подобрување на социјализација на целната група, односно имаме секакви прошетки надвор од Скопје, меѓутоа најчесто во Скопје, посета на институции, прошетки во градски парк, на Водно и така натаму, на Матка. Дополнително надвор од Скопје еднодневни, повеќе дневни екскурзии, тука карактеристично е патувањето во село Стровја во општина Прилеп. Тоа место го посетуваме неколку пати годишно на повеќе дневни екскурзии, означува како втор дом на целната група. Кога одиме таму се чувствуваат многу убаво и пријатно во целото место. Исто така, нели, на повисоко место е така што уживаме во природата и во сите убавини кои што таа ни ги нуди. Дополнително имаме организирани меѓународни патувања, 2 пати во Будимпешта, Турција бевме присутни на меѓународен фестивал на лица за попреченост. Дополнително во Црна Гора, Белград, Виена и така натаму. Сите тие активности ги организираат младите волонтери, односно клубот на млади, и исто така се вклучени во целата нивна реализација. Дополнително имаме активности за подобрување и помош и поддршка во воспитно-образовниот процес, односно тука обезбедуваме време и стимулативна средина за потикнеме учење кај децата и да помогнеме во училишните обврски, во нивните училишни обврски, со тоа што организираме едукативни активности во кои што зборуваме за нивните часови, за тоа што има потребно да извлечат од нивните часови, што најмногу на кои лекции да се посветиме. Секое дете е насочено на начин 1 на 1, односно еден волонтер има едно дете, за да може да се посвети целото тоа внимание и енергија кон тоа дете, да се види кои се неговите потреби и колку може да работи во текот на едната средба.
Дополнително имаме повеќе активности, активности за превентивна едукација, односно за стекнување на секојдневни вештини на лицата. Организираме работилници во кои што имаме готвење, имаме диплење, алишта, местење на маса, сите тие врзување на врвки, сите тие некои потребни работи кои што се потребни да ги стекнат самите лица. Ние организираме работилници за истите и располагање со парични средства, исто така и така натаму. Дополнително имаме и активности за намалување на социјалната ранливост кај лицата, односно организираме собирни акции, делиме хуманитарни пакети за лицата кои што имаат потреба од тоа. Тоа беше случајот и за Нова година, кога ги изненадивте овие дечиња со новогодишни пакетчиња. Меѓутоа, сакав да прашам во однос на секојдневните активности кои што ги имате, дали те се одвиваат овде каде што сме сега во моментов во оваа просторија и дали колку често ги имате тие активности? Да, ние активностите ги имаме еднаш неделно, сега за сега, меѓутоа кога имаме едукативни часови, имаме повеќе пати неделно средби. Едукативните часови се одвиваат баш токму тука во оваа просторија. Имаме разни дидактички материјали и материјали за потекнување на стимулативна средина за децата, така што тука сме сконцентрирани за едукативните часови и дополнително работилниците за превентивна едукација и стекнување на вештини ги организираме токму на ова место. Кои се идните активности кои што ќе ги преземете во Хуманко, кои што ќе ги правите? Дали имате некаков план за сега набрзо да ни откриете или можеби за во подалечни дни? Да, овде со гордост можам да најавам нешто што ни е најново на проектот Хуманко, односно работна секција, која што е некаков начин на финансирање на проектот Хуманко. Сите тие активности кои што ги организираме, нели, бараат и финансиски средства. Поради тоа, оваа работна секција е можност за лицата со попреченост заедно со волонтерите од клубот на млади и дополнително клубот на родители на Црвен крст Карпош да подготвуваат рачни изработки и потоа тука се вклучени во целиот работен процес и лицата со попреченост. И нешто што е карактеристично за оваа активност е велоштанд кој што ќе биде подготвен и на кој што лицата со попреченост заедно со волонтерите ќе бидат присутни, ќе ги пласираат своите рачни изработки и дополнително меѓу другото лицата ќе имаат можност заедно со волонтерите да се вклучат во подобрување на успешноста на проектот Хуманко и со тоа поголемо чувство за придонес во општеството, со тоа зголемување на самодовербата и така натаму. Ангела, јас ти благодарам во овој дел. Како што слушнавме од Ангела, импресивно е фактот што само младите го водат овој проект Хуманко. Јас во овој дел би го продолжил разговорот со Леа Манева, која е исто така волонтерка во Хуманко, со која што ќе поразговараме на малку поинакви прашања, повторно поврзани со истиот проект. Леа, добро утро. Здраво, добро утро. Како започна идејата за проектот Хуманко? Проектот започна пред 13 години, односно во октомври 2008 година. Тоа започна на една идеја на наш волонтер и односно мини проект кој го реализираше преку ЦК ПХВ програмата. Тоа е национална програма Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности, каде што млади лица, најчесто средношколци, можат да реализираат мини проекти за добровит во заедницата. Исто така тоа е успешна алатка за привлекување на волонтери кои понатаму може би волонтирале во Црвен крст. Проектот започна прво со еден волонтер кој што му помагаше во учењето на едно лице од целната група, односно негов врсник. А потоа проектот се прошири својата целна група, повеќе волонтери се вклучија и сега веќе е проектот кој што го знаеме денес. Така, овој проект поминува релативно тивко во јавноста, сепак се работи за една позитивна слика, различна од она што можеме да го видиме за жал во секојдневието. Добивате ли донации за се ова што го правите и дали ги собирате сами, дали можеби помага општинската организација? Така. Проектот Хуманко своите активности ги реализира со огромна поддршка и помош од донатори.
Донациите варираат, може да најчесто се во вид на ужинки, сокчиња, материјали потребни за активностите. Најчесто се и карти за посета на институции и така натаму. Исто така голема поддршка добиваме од општинската организација на Црвен крст Карпош, која ни овозможува, освен тоа што не поддржува, ни овозможува и просторни ресурси и други материјали кои не се потребни за успешна реализација и имплементација на овој проект. Дополнително организираме и собирани акции, каде што случајни минувачи, граѓаните можат слободно да докажат својата хуманост и да донираат со тоа да го поддржат овој проект. Колку овој проект, колку Хуманко ве промени вас како личност, бидејќи долго време сте во проектот? Така. Ова е малку тешко прашање и можеби некој што ме гледа од надвор би го одговорил подобро. Меѓутоа, сигурна сум дека промените се позитивни. Проектот Хуманко, не знам од каде да започнам. Проектот Хуманко ме направи во одговорна личност, личност која што знае за емпатија, сврста личност со позитивни вредности и би кажала дека проектот Хуманко дефинитивно ме прави да мислам дека ништо не е невозможно, доколку се има исконска желба за истото. Така и за крај би те прашал со оглед на пандемијата како се одвиваат активностите овде во Црвениот крст? Така. Кога почна пандемијата, сите се затекнавме во една неизвестност, дојде неочекувано и токму таму се пронајде и проектот Хуманко. Активностите веднаш ги префрливме онлайн на електронските платформи, претежно на Zoom бевме, што на почетокот ние не бевме толку спретни со тие алатки, меѓутоа би рекла дека се снајдовме и активностите поминаа доста добро. Многу тешко ни беше тоа што претходно бевме навикнати повеќе пати да се гледаме неделно, повеќе пати во неделата. Славевме родендени заедно, се смеевме заедно и сега се тоа беше онлайн. Меѓутоа би рекла дека многу успешно и така ги спроведовме активностите. Потоа, кога се подобри ситуацијата, активностите повторно ги префрливме со физичко присуство, меѓутоа со строго почитување на мерките за заштита од коронавирусот. Дали сега во моментов ги одржувате средбите и сите активности овде со физичко присуство или можеби пак делви се онлайн? Така. Активностите ги реализираме претежно со физичко присуство, секако претежно на отворено, со заштита, со почитување на мерките. Некои состаноци можеби се уште не се онлайн, меѓутоа претежно активностите ни се со физичко присуство. Јас ти благодарам во овој дел. Волонтерството е тешка работа однадвор, но е многу лесна за оние што го прават тоа, посебно кога се работи за лица со попреченост. Задоволство ми е сега да ја представам и Теодора Девлева, која што е исто така волонтерка во Црвениот крст во општинската организација Карпош, каде што, како што веќе споменавме, 13 години се одвива проектот Хуманко. Добро утро, Теодора. Би сакал да те прашам во однос на проектот. Како одлучивте дека сакате да бидете дел од овој проект? Што ве натера да бидете дел од овој проект? Па јас прво се вклучив во проектот Хуманко како волонтер преку клубот на млади и првото моје искуство во проектот Хуманко беше кампот Сите сме исти. Тоа искрено представува едно од најубавите искуства во мојот живот. Се стекнав со многу знаења на тој камп, многу научив и секако стекнав некои незаборавни сеќавања. И кога се вративме дома по кампот, знаев дека имаме нешто постигнато многу посебно со таа активност и решив дека сакам да се вклучам во таков проект кој е особено важен за општеството. Така, колку луѓето со попреченост се чувствуваат прифатено во вакви проекти, бидејќи, како што веќе споменавме неколку пати, имаме различна слика надвор од овде? Па тоа прашање најубаво би одговорил некој учесник од целната група, но едно од најглавните и важните цели на овој проект е да се чувствуваат лицата со посебни потреби прифатени. И јас како волонтер за време на активностите приметувам колку учесниците се срекни
и колку ставаат активностите впечаток кај нив, зашто со години подоцна зборуваме за нив. И исто така може тоа да се примети по тоа што по активностите родителите не контактираат, ни кажуваат дека нивните деца се вратиле дома пресрекни, презадоволни, им покажувале што научиле на активностите, дали е тоа правење колачи или местење маса или слично. И тоа навистина ни кажува колку се успешни активностите на проектот. Така, веќе имаме, за жал од минатата недела, случајот со 11 годишната Ембла Адеми од Гостивар. Како придонесуваме и како вие придонесувате да се смени оваа слика во општеството и онаа реченица сите сме исти конечно да стане реалност, а не само реченица која што споменуваме? Така, тоа е сепак со причина зашто ние кампот го нарековме сите сме исти. Веќе тоа е многу важен момент. Лицата со посебни потреби се многу важни за општеството, важни членови на ова општество и започнувајќи со фактот дека се многу важни членови за Црвениот крст како организација. Ние во Црвениот крст имаме многу активни волонтери кои се учесници на проектот Хуманко, кои се лица со посебни потреби и кои дел од своето време го отделуваат за да помогнат на некого. И мислам дека секоја промена започнува со самиот себе. Поради тоа е многу важно секој да се информира, да се едуцира за лицата со посебни потреби. И баш поради тоа од оваа година преку проектот Хуманко се организираат едукации по основни и средни училишта на темата пристап со лица со посебни потреби, што представува многу важна тема за младите денес. Така, Теодора, ти благодарам за разговорот. Во овој дел би сакал да вклучиме и уште еден учесник во проектот Хуманко, кој што сметам дека би бил многу важен за сите во општеството и кој што прави се и работи вклопено со сите во Црвениот крст. Александар Василевски, дел од проектот Хуманко, е исто така со нас. Александар, добро утро. Добро утро. Колку време сте дел од проектот Хуманко од Црвениот крст Карпаш? Па околу 10 години. Што значи овој проект за вас? Овој проект за мене значи дека можеме да се дружиме, да имаме и, како што кажа Ангела и Леја и Теодора, дека имаме и камп и идеме во село, како што кажа, и тоа. Колкава разлика направи дружбата со волонтерите од Црвен крст Карпаш за вас, како личност? Па голема разлика направи, поради тоа што сите сме исти, не сме различни. Сите треба да имаме исто мислење и исто да работиме како и другите лица. Александар, јас имав задоволство да се запознам со тебе и предходно. Тогаш работеше, дали сега работиш и дали можеби на работното место си наишол некогаш на пречки? За жал сега не работам во тоа здружение, пошто здружението не се буквално затвори, тоест газдата што беше на станот кај што бевне ние таму кај што бевне стационирани, кај што требаше да се, кај што работевне, ни укажа газдата дека треба му треба простора за некој друг човек други луѓе што треба да влезат таму. И ние се отидовме, чекаме се, бараме место и локација кај да се стационираме и да влеземе да работиме. Така, дали некогаш си најшол на пречки, односно на некакви говори на омраз од страна на луѓе во секојдневниот живот? Па да, имав другари порано, што сега за жал ги немам, и што е многу добро спрема мене. Имав другари, ми користеа
ме правеа потршка, ме тера, да речеме, се оди од дома, земи пари, укради демек, да не почастиш ова, она. Ти оди купи сок, купи пиво, купи храна, било што. Аце, како сега се чувствуваш во проектот Хуманко, со овие луѓе со кои што си секојдневно? Па се чувствувам многу прекрасно, многу убаво и ми е задоволство да бидам со еден таков дел на лица, кој што стварно ми остава добар печаток и што стварно можам еднокажано да се подправам на нив за што и да ми треба, за и било каква потреба да ми треба, се надевам и знам дека они се тука зад мене стојат и што и да треба, би знаел дека би ми помогнале. Каква е пораката што сакаш да испратиш до не само до нашите гледачи, општо до општеството? Која порака сакаш да ми испратиш за да разберат дека сите сме исти? Пораката сакам да испратам тоа што сите сме исти, нема никаков ниеден јако е лице со попреченост. Не мора да значи дека ќе го прават лице со попреченост. Како и сите други луѓе, така и лицето со посебни потреби, со попреченост, треба да го работат и да го работат тоа што сите други луѓе што може да го работат. Се ти благодарам на овој разговор. Огнен, поминавме за жал кратко време со нашите четворица гости. Мислам дека оваа тема никогаш нема доволно простор во медиумите, доволно простор во општеството, колку што треба за да се докаже дека максимата сите сме исти не е само максима, туку е прифатливо и во општеството. Телевизија 24, како и секогаш, ќе продолжи да работи на овие теми со цел конечно да постигнеме таа еднаквост која што сите заслужуваат во општеството. Ние сега се одјавуваме одовде од Црвениот крст Карпош, продолжуваме, како што реков и понатаму, со темите кои што значат за општеството. Александар, многу ти благодарам за оваа посветеност, особено вакви интервјуа, како што кажа и самиот, се многу значајни и точно Телевизија 24 од секогаш и од сега и натаму и во иднина ќе продолжи да работи на овие теми. Впрочем, и денешните теми кои што ги имаме во емисијата баш се насочени во секоја оваа насока на еден личен развој, на едно помагање, на една солидарност во општеството, што е многу важна. Ти благодариме многу, заблагодари им се од нас и на твоите гости кои што беа дел и се гледаме при наредна можност. Почитувани гледачи, вие останете со нас затоа што веднаш по рекламите продолжуваме пак со второто интервју.